Добро идете во студио за професор Љубомир Фрчковски. Се разбира дека темата е се вчерашните преговори, односно договорот кој е потпишан меѓу четворицата лидери и Хан, еврокомесарот за проширување. Таму стои дека изборите во април, еврокомесарот Хан го кажа како да е клучната работа која е договорена, но тоа се поентите, и второ дека влада, иако не е прецизирана каква влада, би била формирана во тој транзицијски период. Сега прашањето е, можно ли е да се договори експертска влада со оглед на големите дисонанции, големите всушност тензии кои произлегуваат од политичка, односно партиска влада? Значи, преговорите како оделе? Они оделе во она што техника на преговарање се учи како фрагментирани преговори. Значи, ги поделиле преговорите на парчиња, на фрагменти и почнале степ бај степ, чекор по чекор, од најлесното. Најлесното е дека сите согласуваат дека треба да има предвремени избори, различни датуми имало, предлози. И ноември бил споменат. Меѓутоа некаков рок кој иначе се покажува не толку голем, 10 месеци не е толков рок, туку кога се формира влада, тој практично септември, тоа се 6-7 месеци. Значи, тоа е тој рок што го договориле, најлесното излегува со елемент на успех, за да може да ги потурнат преговарачите со тој момент на успех на следните преговори да го завршат комплексот. Иначе, реално, тоа е 10% од ако 100% се преговори, тоа што го решиле оние 10%, при тоа е условно. Значи, ако они не го договорат ова следново во тој составот на типот и составот на преодната влада, паѓа и ова. Значи, 1/10 од преговорите решиле, но тој момент на успех сакале да го нагласат, тоа јасно се гледа од целата приказна сценарија. Сега, терминот транзицијски период, они користат термин транзицијски период. Значи дека тој е период кој е означен дека не е нормален, туку транзицијски, што значи дека подразбира посебна влада која треба да го води тој транзицијски период, да ги донесе партиите и земјата до избори превремени. И тука горе-долу е јасно дека се подразбира некаква природна влада, тоа е точно, но главното прашање од $1.000.000 е кој ќе ја води таа. И не само кој ќе ја води влада, но прво е кој ќе ја води, тоа стана символ. СДСМ не може да прифати, и мислам дека целата граѓанска опозиција, веќе не е проблем тука само СДСМ, тоа сме сите против криминалната врхушка која не доведе во оваа криза. Смета дека на избори не може да се оди со влада која на било кој начин влијае Никола Груевски, сегашниот премиер, кој оправдано се смета за врв на криминалниот октопод, тој е главниот налогодавач, тоа не е човек кој не знаел што прават неговите министри, туку го слушаме како директни налози и наредби. Што значи, тоа е таква компрометирана фигура да не може да се повикува на никакви легални избори на кој бил избор. Да ставиме да ставиме под прашалник тоа дека изборите 2011 не се надалеку легални, да слушаме како ги краделе 150.000 гласа од нивни усти. Туку и проблемот на оставка кога се бара од некој политичка одговорност се подразбира дека тој е избран на избори. Тој не е паднат од небо, тој е избран на некакви. Тоа е еден од аргументите зашто тој инсистира да остане на таа. Тоа е глупава аргументација, бидејќи од секого во свет, кога се бара политичка одговорност, тој претходно избран на избори. Тоа не е проблем. Проблем е што тој направил некои прекршувања на правото или она што се вика wrongdoings in democracy, некакво морално неоднесување и поради тоа се бара оставка. Према тоа од него се бара оставка поради прекршувањето на елементарните правила на демократијата, а потоа се гледа дека не се само правила на демократија, туку се одредби од кривичен закон, направил кривични дела во таа ситуација со сериозна веројатност тие да бидат докажани. Добро, и сега што ќе се случи доколку Груевски сепак се согласи, иако е навистина неверојатно дека би попуштил, но ако се согласи и каже добро, јас ќе дадам оставка, Никола Тодоров има и такви шпекулации и варијанти дека тој би седнал на неговото столче и практично би бил негова кукла, папет. Едно сценарио е ова да заврши со хепи-енд, со успех, тоа значи да они се договорат, дали во Брисел, дали непосредно после Брисел, значи во тој период, до средина
јуни за природна влада која нема да биде водена од Груевски, од неговата клика. Императив, значи тука има црвена линија на целата граѓанска опозиција, начело со опозицијата политичка, партиска, дека не може да се оди на нови избори доколку влада води. Тука е таа линија и тука не мислам дека не може да се случат некакви компромиси по таа основа. Но постојат во тоа успешно сценарио 301 перипетија околу природната влада. Значи, повлекувањето на Груевски може да биде условено, може да каже на крајот тебе се повлекувам, но мој човек да ја води. Па, тоа значи, знаете, тоа значи влада како да возите кола на водно со дигната ручна кочина. Значи, човек што би бил негов човек би ја блокирал транзиторната влада, при тоа целата администрација е веќе ВМРО-вски партизирана, значи имате два блока, од премиерот и од можниот премиер. И од администрацијата, и тогаш е тоа проблем за таа влада во тие 6-7 месеци, значи од септември, кога ќе почне ефективно да владее до април, да избутка ваква една жестока агенда на нормализација за да предизвика избори. Тоа ќе биде голем проблем. Значи треба да имате, како да ви кажам, зверови министри на ваша страна, против собствената администрација да влезат во контрола, па да направат некаков успех. Голем проблем, но тоа е тоа, не можете друго да изведувате. Значи треба веројатно да се оди во таа смисла, треба да се оди инсистирање на експерт. По мое мислење, односно по мислење на ја тука сум пристрасен. Јас сметам дека во таа смисла навивам за граѓанскиот демократски блок и за опозицијата, према тоа сметам дека треба да биде експертска влада без политичката клика на Груевски, ако тоа е најдобра опција, независно што експертите делумно ќе бидат предлагани и од ВМРО-ДПМН како партија, ќе имаме слична ситуација како 91 година, че ќе ги знаеме експертите кои се од нив предлагани од нас и од други, меѓутоа тоа сепак ќе биде подобра опција отколку да биде директно блокирана од кукли на режимот кој е во паѓање, кој има многу да изгуби и ќе направи се да ја изблокира владата. Значи, најважната работа во владата не се само подготовка на изборите, што беше кажано. Најважната работа е ново обвинителство и процесирање на случајот со прислушување, веројатно и специјален суд. Значи, мора да бидат обвинети луѓето што се сторители на овие масовни кривични дела. Не може да бидат пуштени политички да вршеат партиски предизборите. Мора да бидат ставени од тунел на обвинение. И тоа е најнормално, без никакво креирање, со странци обвинители ако треба. Ние воопшто не мислиме да реванш да правиме, но мора да биде процесиран случајот на таков криминал. Не може да ги пушти да бидат легални актери на процесот, луѓе кои се во основа мафијаши. Професоре, да, ве молам, велите дека процесот на истрага, прислушкување, нов обвинител, но не е ли премал тој рок, тие 5-6 месеци за таа истрага? Само неколку месеци ќе бидат потребни да се преслушаат тие ленти, спорните, прислушкуваните ленти од независни експерти. Од тој аспект ја секогаш мислев дека треба да биде година дена предната влада, ова ќе има 6 месеци, 6-7 месеци предна влада, но процесот може да се стави на шини. Значи, нов обвинител со странски експерти засилен за 1 месец после владата од октомври. Обвинението веќе може да се отвори следниот месец. И сега тоа ќе трае, истражните дејства може да траат после тоа до судот, тоа е точно. Меѓутоа, тој процес мора да влезе во нормална правна завршница пред таков правен механизам, не пред нашиот, кој е комплетно компрометиран и партиски. Тој треба да се стави во загради. Постоја варијанти од страна на странските фактори дека е многу реално возможно, онака како што тие делуваа во Русија, например, да бидат блокирани странските сметки на сегашниве македонски функционери и во Македонија, но и во странство, па и таму да се покренат некакви истраги. Мислам дека таа опција стои, но доколку се развие второ сценарио на пропаѓање на овие преговори сега околу природна влада и радикализирање на кризата. Околу тоа ќе говориме подоцна. Тоа е сценарио 2. И тогаш се можни тие. А и околу експертската, само ве молам, заради тоа што имаше прилично дебати оваа недела, овие 2 недели. Катерина Колозова и Артан Садико напиша некаков пейпер, документ, policy paper околу политиките креирање на граѓанскиот сектор, сметаат дека треба да биде вклучен
Тоа е една од идеите да бидат на преговарачката маса. Исто така, Анастас Вангели тоа го соопшти во една дебата со Шилегов, но и втората варијанта дека експертска влада е невозможна во оваа држава со оглед на тоа што немаме експерти, сите се партизирани, партиски определени и практично имаат некакви симпатии, поддржуваат одредена политичка опција. Вклучување граѓанскиот сектор е окей околу приказната, може да бидат и делот од експертите со таква провиненција. Но во преговорите со Хан на тоа целеа. Тоа не е најважната работа, може да бидат вклучени во најтешката работа, всушност проектот на транзициона влада, во Министерството за образование, во Министерството за правда може да. И така не тоа спорно, тоа зависи од понатамошните расправи околу составот на владата и мандатот. Меѓутоа, идејата дека е невозможна експертска влада е глупава идеја и има премиса на подценување, на себе подценување на луѓето кои го предлагале, дека се невозможни, дека се токсифицирани. Потоа постои непростива грешка мешање на партиско и политичко. Ние сме составови, ние имаме политичка опција, но тоа не значи дека ги губиме професорските експертски и стручни позиции. Тоа е све во таа смисла, целата приказна е политика, но не мора да биде партиска политика во потесна смисла на зборот. Тука направиле некоја каша и мислам дека тоа не е сериозен коментар, повише зборува за нивните внатрешни стравови отколку за сериозно. Иначе експертска влада е возможна. Јасно ќе видат експертите нивни и наши, условно и трети може да видат, како што беше оваа под наводници наши нивни, но интегритетот на експертите не се исцрпува со има луѓе кои си имаат политичка опција десна лева, но јасно гледате секогаш би се кладел на неговата експертиза, никогаш не би ја довел во сомнеш. Неговото wishful thinking и политичка операција е јасна, не двои. И тоа е чисто и фино, кој ќе го видите, тоа е јасно, вие немате против тоа. Така да е тоа глупаво, не би го коментирал повеќе. Добро го искоментиравте. Околу медиумската сцена, што е многу важна и клучна, а опозицијата инсистира да биде опфатен само јавниот сервис, не баре толку значаен и влијателен, навистина има мала процентна гледаност, а останатата медиумска сцена практично е навистина е во рацете на власта. Па не знам ја тука дали предната влада има некоја опција голема, осем да не им тура пари преку владени реклами на нивните медиуми. Тоа секако ќе престане и некаква фер основа ќе се воспостави. Не знам дали тоа ќе биде промена на климата, не знам, не можам да претпоставам дали тоа ќе се случи. Но она што знам дека ќе се случи е дека позицијата партиска на групата граѓани која ги поддржува оваа криминална диктаторска врхушка, после обзнаната, она психолошки тригер е тоа, дека има техничка влада и дека таа ќе ги подготви изборите, има ленслейд надоле. Пат на влијанието жестоко, бидејќи они се подпираат само на страф и на оперативен страф, а тоа значи закани кон државната администрација, фирмите и вработувањата. Тоа ќе се откачи, тој страф ќе се ослободи. Не знам дали тоа ќе биде револуција, но значајна промена на влијанието на оваа гарнитура која се подпира на страф. Така да тој елемент не го подценувајте, лавина ќе се случи, после психолошкиот тригер дека имаме техничка влада од која се надвор криминалната врхушка нема такво влијание какво што има сега, полицијата, правда и финансии се надвор во други раце, дури и независно од партиската пенетрација на ВМРО во тие органи, сепак тоа ќе почне да се престројува и климата е, целиот процес води кон промени. Не води кон возобнова диктатурата, кон промени. Тој елемент психолошки ќе го сведочиме после, ако бидат успешни преговорите и ако имаме решение за техничка влада. Околу таа финансиска инекција за која говорите за медиумите, пак би ве прашала, не е невозможно во оптек да влизат и црни пари, да бидат истурани црни пари, дури и бесплатно некои од така наречените самопрогласените новинари би работеле во име на да ја направат услуга на оваа влада, зашто за себе би си направиле всушност. Разбирам, да. За жал, прашање на живот и смрт. За еден дел од луѓето кои толку многу власта ги скомпрометира, навистина е прашање на живот и смрт, живот и смрт сепак во преносна смисла, но губат се со промена власта, тоа е точно.
И не само тоа, него не може така се искомпрометирани да не може да се појават во една нормална ситуација после тоа без политичката партиска поддршка на пастирот и неговата клика. Меѓутоа не сакам сега да споделувам и да имам било какво компешен кон нив или сожалување кон нив, они ќе од сркаат она чорба која направиле, не знам што тука ќе се случи посебно. Може да се спречат црните пари, али само жртвување и само запалување во име на диктатурата не можете да спречите. Ако некој сака да се само запали, се само запали, не што е тоа избор. И во таа смисла не би се секирало околу тоа, бидејќи не можам сега, и никој не може да предпостави секој детаљ од тој турбулентен процес. Наистина ќе биде тешко. На опозицијата и на тој граѓански сектор им требаат жестоки министри, кои ќе бидат ставени, и индивидуи со интегритет кои може да го изводат во оперативна смисла владење. Но не само министри се разбери, првиот човек на уја кој е важен и на... Секако. Но они мора да го воспостават хиерархијата во министерствата за да може да пример да направат елементарно чистење на списоците. Кај нас чистење на списоците значи 200-300 илјади луѓе надвор, не 2-3 илјади како до сега правеа. Тоа значи дека МВР мора да биде ставено во целокупна истрага кој е умрен, кој е преселен, кој не е, па чистење на списоците што до сега не го правеше. Ние имаме сега, да речеме, 1.800.000 луѓе у држава и имаме 1.800.000 гласачи. Мојата ќерка од 3 години е гласач теоретски. Во оваа бројка е апсурдна ситуација, имам изброј гласачи колку жители, независно од миграцијата. Значи списокот мора да дојде 200-300 илјади под тоа. И прецизирање адресите сега башка. Значи тоа е огромна работа на терен. За да направите тоа ви мора оперативно да го совладате министерството и да му терате тоа да работи. Тоа значи жестоко знаење. Не можете да дозволите само ладни фризури да се прошетат, ќе ги изедат, ќе ги здроби машината во овие 6 месеци, ако не бидат толку способни. И им посакувам во таа смисла голема упорност, волја и голема енергија. Тогаш ќе видат што значи ова 24/7 работа. Тоа ќе бидат уствари министрите на природната влада. Добро, а независноста на судскиот систем исто така е проблематичен и повторно може во оптек да бидат ставени некакви црни пари. Не сам, главниот обвинител може би че вие ќе го инаугурирате, но што станува збор со останатите обвинители, со судиите? Судиите се најголем проблем и најнејасна ситуација, никој не ги споменува, но тоа веројатно ќе бидат ставени во еден поширок контекст на промена и генерален реизбор. Не знам дали тоа ќе може природната влада, но владата после изборите заедно со меѓународната заедница и заедно во процесот на поглавијата 24 и 25, која ќе се зборува за незадоволително независно судство, може би ќе бидат отворени опции за нов генерален реизбор на судиите, меѓутоа тоа заедно со европските мониторинзи и во расправа на отварање во текот на расправата на поглавијата 24 и 25 за независното судство. Не сами и не новата влада сама. Тоа ќе се разбере како реванш, како стандард на реванш, и повторно клатно. Не, со европјаните заедно генерален реизбор. Во контекст на нивната незадоволителна работа до сега. Добро, и сега варијанта, односно сценарио Б, доколку пропадне се, Груевски не се согласи, нито пак Заев, тој соопшти, 20 соопштуваат каде е црвената линија, доаѓа до радикализација. Тоа се неофицијалните информации кои допираат од опозицијскиот камп, иако не се објаснува што тоа всушност значи. Се разбира не насилство на улиците, тоа се исклучува како варијанта. Прво, тоа не може да се исклучи како варијанта и никој не може да го исклучи. Може да не го посакува, може да го оценува како нелегално, не може да го исклучи. Добро, како иницијатор, опозицијата не може да биде, се не може да повика од тоа, така е. Меѓутоа, видите, кај само една напомена, кај насилството на 5 јуни демонстрациите беше насилство од страна на полицијата, по моје мислење, не насилство од демонстрантите. Ова што демонстрантите патат, тоа е шега за другите полиции. Дали, замислите, судијата пресудува, таа госпоѓа пресудува дека самото присуство во толпата кога се радикализира настанот е основа за осуда. Тоа е скандал. Потоа беа и јунерите, еден куп луѓе беа. Сите може да бидат теоретски осудени затоа што биле присутни без да учествуваат во допир со полицијата. А тоа е основата за
во пресудата. Виневи. Скандал е тоа. Но, тоа да го ставиме на страна. Радикалното сценарио, односно радикализирање на протестите е мощна реална опција и таа се одвива по две линии, по моје мислење. Едната се албанците со наша поддршка, исто така, со поддршка на сите граѓани, врзани за случајот на Монструм. И не подразбирам тука дека тие ќе радикализираат со жестоки насилни протести. Тука ќе се споменуваат вахабистите, па тие ќе... Нема тоа врска посебна. Они едноставно ќе бидат, ќе се почнат да се повлекуваат од институциите. На дуи ќе му стане невозможно да седи во влада која има таков, дури и со сите симпатии кон ВМРО што ги има, кој има такво неправедно сценарио кон собствените граѓани, да се дел албанците. Од другите институции ќе почне еден процес на атрофија на нашите институции поради повлекување на албанците од нив. Башка се протестите на улица, кои не може да ги проценам какви ќе бидат. Но секако нема да бидат од тој тип вахабиди да ги водат и добијат исламистичка боја. Тоа нема да се случи и тоа е погрешен начин на плашење на јавноста. Некакви протести секако ги има, но ја мислам дека македонците треба да ги поддржат албанците во тие протести. Меѓутоа не се албански протести, тоа не се етнички протести, тоа се протести за човекови права. Наш граѓанин може да биде докажано дека лежи во затвор неправедно осуден. Тоа мене, тебе може да ти се случи. Тоа е општ граѓански проблем, не е проблем на албанците. И мислам дека ќе бидат поддржани и од македонските граѓански иницијации албанскиот протести. Тоа е една ниво на граѓанска непослушност која има радикални елементи. Второто ниво е македонско ниво, поточно смисла збор. А тоа е дека ние не мислам дека не може опозицијата и граѓанскиот сектор не смеа дозволи да го судат заев овие институции. Не можат без да покренат постапка за прислушувањето, безпреводна влада, они да малтретираат шеф на политичка опозиција. Но тоа се случува во теке, што и да се случи, што и да се случи, не е проблем заев, не е проблем заев. Да. Проблем е символот на партиско судење и политичко судење. Кого сакаме ќе судиме, порачка од премиерот да се суди. Они во тој момент ќе стрнат таа црвена линија. Заев нема да ви го дадеме. Не е проблем заев, проблемот е што нема да го судат овие институции него. Тоа значи конфронтација со полицијата кој дојде да го зема. Тоа значи обструирање. Заев треба да го држи својот титовски говор, не признаем овој суд, признаем суд партија, независно од тоа. Значи и во таа смисла имате радикализација на македонскиот елемент кој не го дава да го малтретираат неговите политички активисти. Whatever it means, Заев или некој друг. Едноставно овие институции не можат да го судат и да просудат правда. И тука настанува она што во социологија се вика аномија на системот. Институциите почнуваат да бидат маргинализирани. Досега на некој начин врти сучи и партиципиравме со нив, учествувавме, имавме, одевме ги поддржувавме, на некој начин ги поддржувавме институциите, ги сметавме дека кобајаги се неутрални, а знаевме ка не се. Но оваа линија ќе биде радикализација сега, одма и околу случај за 10 дена. Они за 10 дена мора да одлучат за обвинувањето за. Тие две граѓански непослушности кои се радикализираат ќе се испреплетат. И ќе биде овој жесток нов талас, подигање на радикализацијата во средината или крајот на јуни на ново ниво. И во таа смисла не ја зборувам затоа што посебно нешто ми се допаѓа при ситуацијата, туку затоа што тоа ќе биде ситуација за ново вмешување на нови преговарачи, можда нови, можда засилени. Така наречени тешкаши кои наречени, чекаме со месеци веќе. Така, не, мислам дека тоа ќе биде нормално, тоа нема да биде дури ни посебно проектирано, тоа се гледа дека ќе се случи. И тоа ќе биде момент на ново преговарање во крајот на јуни, што може да дојдат и нови преговарачи. Јас повторно ќе ги споменам кај нас е тоа секогаш американците со група европски земји, кои можеби да ја завртат таа финална преговарачка етапа кон позитивна разврска. Тоа е мојата прогноза, тоа по мене ќе значи радикализирање. По украинско сценарио, кога Нуланд вели дека така сценарио. Европјаните не се потребни на сцена, треба да дојдат американците во тој смисол сценарио. Терминот, но кај нас дури не е ни тоа. Кај нас е комбинацијата секогаш американците заедно со европјаните. Но во фаза кога европјаните ќе ги истрошат своите механизми на притисок,
Тоа и во Дејтон се случи, тоа и кај Охридски се случи, тоа и кај Косово се случи во преговорите. Значи, во случај на завршување на оваа етапа, кај што европјаните ќе се покажат не до крај способни да го принудат диктаторот на повлекување, тогаш може да се случи засилена комбинација во вториот дел. Значи, вие предвидувате дека со Смилковско езеро практично Дуи би излегле од влада? Па не можам до крај да правам, но сметам дека ќе бидат невозможно да седат во институции кои таква неправда можат да направат и да си се смешкаат и за тендери повторно се договараат. Ќе биде многу голем притисок. Заради тоа што се очекуваше Лиле Поповска кога прва излезе од владата, се очекуваше дека ќе ги повлече Павле Трајанов и така натаму за на крај да излезат и Дуи. Се ова со Лиле Поповска и Дуи, ова врска не знам да разберам, али добро. Добро. Можда. Не, тие линии не, но Дуи е сериозна опција, бидејќи е символичка опција. Видите, кај Смилковско езеро постои еден символ, тоа не е веќе проблем на местен кај судски процес. Тоа албанците го третираат исправно, како однос на македонците кон нив, како еднакви граѓани кои заслужуваат вистина да им се каже и кои заслужуваат сите заедно да станеме за судска неправда ако постојат такви елементи, а не тоа дека е посебно албански случај или посебна албанска места. Тој е однос кон нив. Не можеме ние тој процес да го третираме инструментално. Ќе ви го кажеме тогаш кога нас не одговара за преговорите, не сега не може така. Па тоа Заев го прави. Не може така. Он можеби има логика до 10 јуни за 17 протестот. После тоа, мислам дека притисокот повеќе, ова што се случува дебата околу инструментализацијата за наши потреби и за преговарачки потреби на Смилковско не е во ред. Мислам дека нив треба да им биде соопштена вистината после овој процес на преговарање, секој ден понатака е отворена опција за тоа. Не треба понатака да се инструментализира, бидејќи ние немаме право на тоа. Тоа е работа на вистина која треба да им се соопшти на нашите сограѓани. И треба да ги поддржиме понатака во протестите кои тие ќе го организираат, какви да се. Добро. И последното прашање, се очекуваш, имаше такви очекувања, иако нереални изгледа и се покажаа како нереални, дека дел од полицијата би ги фрлила штитовите за време на протестите и можеби во следниве денови би се приклучиле кон масата народ, онака како што сме гледале сцени во регионот, во Белград. Виде, моја сценарио е дека нас нема да ни се случи српското сценарио, уште помалку украинското. Ние ќе го решиме проблемот на еден, ја мислам се уште дека ќе го решиме на еден типично македонски меланхоличен, мек начин, дека Груевски ќе изгуби власта поради тоа што заслужил да ја изгуби на зелена маса и дека ќе биде процесиран во една нормална, фер правна постапка затоа што тоа го заслужил и не малтретирал правопрични дела сите нас, не само опозицијата, туку сите нас. И дека тоа ќе заврши на тој начин, дека нема да имаме судир на улица, но дека ќе дојде до граница на масовни собири после ова, не само тој собир од 100.000 луѓе на 17 мај, ќе дојде, но не мора да дојде судир. Таа сценарио на пуштање на преминање е кога ќе доаѓа директен судир. Не мислам дека ќе го избегнеме, тој ќе имаме среќа да го избегнеме. Онака баш на граница, но ќе влеземе во тој тунел. Ако одат неуспешно преговориве, тоа сум сигурен. Има тука елемент на непредвидливост. Не можете докрај да бидете ванѓа во таа ситуација. Може да се случи и насилен судир, но масовен судир и радикализација секако, масовни немири и радикализација секако ќе се случат. Добро, јас благодарам што бевте.